Почитувани, во септември, пред речиси половина година, посочивме дека градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Наумовски гради кружен тек во Скопско Волково без целосна документација, односно дивоградба. Го повикавме тогаш, а досега нема одговор, да ја приложи на јавноста целосната документација за градба на кружниот тек во Волково. Градење без документи е градење дивоградба. Добро е кога градоначалник гради, ама лош пример е кога гради на диво. Тоа е мафијашка работа, принципот на мафијата, изгради на сила, па легализирај. Да е трагедијата поголема, Александар Наумовски изгради и асфалтираше кружен тек во Волково, а сега, по само половина година, истиот го гребе асфалтот и наново асфалтира. Еве ги зад мене фотографиите од самиот Наумовски, како се фали на 26 ноември, а ја да објавил на 27 ноември на социјалната мрежа Facebook, како асфалтира. Еве погоре и фотографија вчера што објавил. Истата локација, истата позиција за фотографирање, истото асфалтирање, истата улица, со само половина година разлика. Образложението на Наумовски дека проектот е вратен на доработка затоа што не бил квалитетно изведен е само еден аспект од прашањата кои што се отвараат низ призмата за избор на изведувач. Вториот аспект е дали за сето ова наново работење и асфалтирање не стои недостаток на документација за која што посочивме пред половина година, уште во септември, дека со општински пари и со пари од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, не беше спроведен проект без целосна документација, односно без дозвола за градежни работи кружен тек во Волково. Имено, за да се изгради ваква сообраќајница или кружен тек среде сообраќајница, мора да се има дозвола за градење. За да се добие таа дозвола, мора да се има одобрен режим за сообраќај издаден од град Скопје и од МВР. Без тие документи, дозвола и одобрение за градба, нема и градбата не смее да почне, односно ако почне би била дивоградба. Наумовски мора да каже дали имаше инфраструктурен проект, дали имаше сообраќајно решение, дали имаше меѓуопштинска соработка за да може да гради на градска улица во Волково. Според нашите сознанија, тие документи во моментот на почеток на градба и за време на градбата не биле издадени ниту од град Скопје, ниту од МВР. Наумовски за кружниот тек имаше градежен проект, ама од општина Ѓорче Петров, кој што всушност не важи и со него не може да гради кружен тек на градска улица. Со него е невозможно да се извади траен сообраќаен режим од МВР, не може да постави сообраќајна сигнализација, не може ништо легално. За градба на сите улици, па и на кружни текови важи истото. Прво сообраќаен проект, одобрен од МВР и од град Скопје, потоа се прави инфраструктурен проект, па потоа се гради. Се друго е дивоградба. Дали нецелосна документација било причина финансиерот на овој проект, агенцијата, да не извршил прием на проектот, дали заради тоа не го исплатиле, како што вели Наумовски, во целости, дали заради тоа сега наново не се работи на асфалтирање на улицата и на кружниот тек во Волково. Почитувани, замачкување на очи со наводни проекти во интерес на граѓаните, како во случајот со кружниот тек во Волково, градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Наумовски повеќе од половина година ги става граѓаните во опозиција да не може да ги користат благодетите за кои што плаќаат данок на општината. Ви благодарам, дозволете ми и да ви одговорам на прашање стигнато од редакцијата на Сител, дали во пресет на локалните избори планирате предизборни коалиции со некои од партиите надвор од традиционалните партнери на ВМРО ДПМН и дали може би се планира коалиција со некоја од албанските политички партии. Прашање од редакцијата на Сител до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Почитувани, ВМРО ДПМН е во постојана комуникација со сите политички партии во Република Македонија, но за ВМРО ДПМН најважна е коалицијата со народот. Од тука ВМРО ДПМН веќе има упатено апел и веќе има искажено и подадено рака до сите оние политички фактори во државата кои што сакаат да се приклучат кон борбата за рушење на режимот во Македонија. Ви благодарам.